Добар ден, почитувани, добре дојдовте во второто издание за оваа 2023 година на Црвена линија. Да, иако е најавена Тина е на заслужен одмор, а ја овие 3 дена ќе бидам неизина замена. Се надевам дека ќе соработуваме како што беше тоа и во првото издание, впрочем, вчерашното издание на Црвена линија. Ајде да не должиме многу заради тоа што веројатно ова е времето ваше, времето во кое што вие ќе ги кажете своите ставови. Која е нашата денешна тема? Втора за оваа 2023 година. Вели вака, по кој настан ќе остане запаметена 2022 година во светот? Ве прашуваме. Може би смртта на кралицата Елизабета II, војната во Украина, енергетската криза, инфлација, крај на COVID-19, ако е и вистински крај, потоа светското првенство во фудбал во Катар. И уште нешто ве прашуваме, дали во Македонија во 2022 година се случи нешто за паметење? Се ова се теми на кои што може да ни се јавите и да го кажете своето мислење. Секако знаете веќе добро дека би сакале тоа да биде без споменување на имиња и презимиња, заради тоа што тогаш се вклучува и Црвената линија и тука немаме ништо нели за додавка, нема никој да биде исклучен од правилото дека ќе биде исклучен од Црвена линија во денешното издание. Одиме и со прашањето за денешното прашање на нашата анкета. Вели, дали 2023 година ќе биде година на мирот? Социјалните медиуми се тука. Црвена линија, секако добро знаете, веќе за сите оние кои што не следат и таму, дека може да гласате во текот на целата емисија, а пред самиот крај на ова денешно второ, во оваа 2023 година издание на Црвена линија, ќе кажеме какви се резултатите од денешната анкета. Значи, кој е настанот по кој што ќе биде запаметена оваа 2022 година во светот и што е она што во Македонија се случи, а е за паметење. Има неколку работи кои што ги наведовме, но еве веќе нели звони нашиот телефон и велам добар ден кому или добро вечер, како сакате. Среќна нова 2023 ако вчера не бевте дел од Црвена линија. Да, добар ден. Добар ден. Поздрав до вас и до телевизија Телма. Поздрав. Вие поставите прашање во светот што ќе биде 2022 на некој начин запамтена. Така е. Видите, по негативни работи со тоа што се отвори војна меѓу Украина и Русија, каде што тука не е крива нити Украина, нити Русија, искрено ви кажам, јас сум човек од безбедноста, ќе ви кажам најсериозно. Тука е отворено кажано дека Америка води преку трето лице војна со Русија. Затоа ние како граѓани во Република Северна Македонија ја молиме Америка да внимава како на некој начин само во Европа се отвораат војните. Не се отвораат во Африка, во Америка, во Азија и така натаму. Само во Европа се отвораат. Затоа американците да се заземат малце, да го остават тој украински народ да не гини. Греота е, жалосто е, никој војна не оправдува. Али ние, како Република Северна Македонија, ги поддржуваме како Украина, која беше независна држава и ќе ја помагаме до тој степен да како таков начин да се ослободи, да има еден ден слобода и да биде како што беше до тогаш Украина самостојна суверена држава. Ви благодарам многу. Благодарам и вам за јавувањето и за кажаните ставови. Веќе знаете, 90 секунди се ваши на располагање. Ова емисија во која што вие го имате своето време, односно своите 90 секунди да го кажете своето мислење. А нашата денешна тема е по кој настан ќе остане запаметена 2022 година во светот, смртта на кралицата Елизабета II, можеби војната во Украина, енергетска криза, инфлација, крај на COVID-19, светско првенство во фудбал во Катар, и дали во Македонија во 2022 година се случи нешто за паметење. Веќе и на вториот наш гледач му велиме добро вечер или добар ден и среќна ви нова. Добар ден. Добар ден. Среќна нова година на сите слушатели што се сакат Македонија. Кризата во Украина настана од Америка. Таа е американска криза таму и цела Европа страда поради Америка. Русија само се бране од Америка и НАТО се насочени за Русија да униште како Југославија што уништија Србија
Ирак и други земји што ги уништија, што ги нападнаа за богатството да им го земат. И Русија со тоа само си се бране. А кај нас кријата што се наметна, а наметнаа вие нашите неискусни политичари, за да дојдат што до повеќе пари, струја ни покачија, леп ни покачија, како у Германија да работиме. У Германија левот поевтин, зејтинот поевтин и сите други производи за храна се поевтини, ама таму зимат по 2-3 илјади евра плата, пензии високи зимат, ама тука ни мала плата со 200-300 евра, тоа не се живее, не се издржуе. И струјата, треба вие прифатни производители сега што си направија фотоволтаици, фабрики за струја, додека трае зимото, за да немаме загаден ваздух, без пари да дават струјата, и струјата да се намале 50%, а не да се покаче, за на струја да се греат, да нема загадување на ваздухот, и со тоа загадување многу болести се јавуваат и на срце и на дишните органи. А вие народ треба да знае дека ваа влада треба да си оди и Да, се надевам дека веќе знаете, заради тоа што нели одамна постои црвена линија, значи знаете дека 90 секунди се на располагање. Затоа убаво гледајте колку уште време имате десно долу во вашиот ТВ приемник, за да не останете недокажани. Значи прашуваме, по кој настан ќе остане запаметена 2022 година во светот? Смртта на кралицата Елизабета II, можеби војната во Украина, еве првите двајца гледачи зборуваат токму за таа војна, можеби енергетската криза, инфлација, беше и сето тоа друго споменато, крај на COVID-19, можеби светско првенство во Катар, кое што се одржа, и дали во Македонија во 2022 година имаше нешто по кое што можеби треба да кажеме дека е нешто за паметање. Ајде, кој е следниот кој што ни се јавува на црвена линија? Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Спомнавме светското првенство во Катар, ставено оценка во однос на ова што се случи со војната состојба што ја направи Русија агресијата врз Украина. Скоро тука пред 2 дена Путин даде една изјава дека 99% русите биле спремни да го дадат животот за Русија. Па што има да го дадат животот за Русија кога Русија е агресор во туѓа територија и тој за својата земја да го дава животот. Значи инсинуација, тоа се невистини, ширење лаги и се друго што е останато, само да се испере тој да каже дека не е војна тоа некоја агресија, нешто ставање во ред на некој комшиска држава која не била по нивниот терк. Значи 2020 година ќе остане 22 година ќе остане запамтена по агресијата и војната состојба што ја направи Русија врз Украина. Да се надеваме дека ќе се вразумат луѓето и што побрзо ќе престане војната, затоа што војната носи само загуби, човечки жртви, големи материјални штети и се друго што не е погодно за населението во тие две земји и пошироко. А дали ова година ќе биде на мирот, како што реков, ќе чекаме да видиме дали ќе се вразумат овие агресорите. Ви благодарам и вам за вашето време или за вашиот дел од моабетот или размислување во овие 90 секунди. Значи, остануваме на ставот дека војната во Украина е нешто пошто според оние тројца или четворица веќе гледачи кои што ни се јавија е она што е одбележало 2022 година. Ајде да видиме дали можеби некој ќе каже дека 2022 година ќе ја памети по светското првенство во Катар. Можеби. Добро вечер кому и среќна ви нова. Добро вечер. Добро вечер. 2022 година ја како пророк Палмогу од опозицијето што нон-стоп искочи Мицковски каже избори. Избори, само избори. А кад би дошал на власт, што може он да смени, например, да даде више паре, като државата се добро работи, све се снаваѓа, а дали би он дае 1000 евра пенсии? Не ми јасно да го прашам.
И највише ме тој погаѓа зашто лже народ. И тој ќе ga памну и да дојде на власт и тој има од душу ми лега зашто ga лже овој народ, зашто ga воева, а спори све живо и диво, ни дава да отиде во Европу, ни ништо, све не кочи. Тој има да ga памну док сам жива. Деца ништи, деца. Например, деца сака да идет напред, а не да седи овде у Македонија, сака да шета. Јас сам шетала. Како тој? И највише памно тој. Нема да каже нешто убаво, позитивно нешто, само да навреди тие работи. Не е тој такој. И тоа од мене. Добро, ви благодарам. Сепак јас би замолила, ако може во иднина да не се користат имиња и презимиња на луѓе, нели, кои што не се тука и не може да го кажат својот став во некаква си своја собствена одбрана, да останеме доследни на тоа дека ќе бидеме умни, дека ќе бидеме паметни граѓани и ќе зборуваме за нешто пошто ние мислиме дека ја одбележало минатата 2022 година, ако може при тоа да не вперуваме прст кон некој со име и презиме, заради тоа што веројатно на крајот на денот сме и сите заедно, некаде помалку или повеќе виновни. Значи, по кој настан ќе ја запаметиме 2022 година во светот? Ви понудивме неколку можни работи: смртта на кралицата Елизабета II, можеби војната во Украина, енергетска криза, инфлација, крај на COVID-19, можеби светско првенство во Катар и дали во Македонија во 2022 година се случи нешто за паметење. Добро вечер кому или добар ден, како сакате и срекна нова. Добар ден. Ало, добар ден. Дали сум јас на линија? Не ве разбрав. Дали сум јас на линија? Ало? Да, ве слушаме одлично. Видите, за ова за настаните, кој настан ќе се запамти во 2022 година? Да. Најлош настан ќе се запамти агресијата што изврши Русија врз Украина. Овие што излучнат претходно двата првите, не сме да оправдуваат такви работи. А иначе имаме ние и добри настани кои се случија во 22 година. Најдобар настан е светското првенство што одржа во Катар. Таму беше една фер борба кој најдобро излезе победник. И така треба да биде во сите сегменти на живење на едно општество, не е народ, не на нација, како да се изразам. А без да имаме вакви насилија и ево, како се кажува сега, толку војници убиени од една страна од друга. Дали ја води војната Америка? Америка помага. Ако не е уште Америка да помага на таквите тие држави, овие ќе станат агресори на цел свет, како што беше Хитлер 45-та година. Затоа таквите луѓе треба да исклучувате и да не му даваме многу важност. Имаме ние добри граѓани на Република Северна Македонија кои мислат многу добро за себе и за државата и општо околу за сет народ. Во 21 век да зборуваме такви работи со агресија, со ова е нешто апсурд. Ами треба да зборуваме за високо образование, да зборуваме за добро здравство, да зборуваме за такви добри работи кои ќе бидат запамтени понатаму за нашите помлади генерации. Ви благодарам, господине, за ова ваше излагање. Се надевам дека слушаат оние кои што треба да чујат, па и можеби нешто ќе променат или ќе направат нешто, како велите вие, за подобро образование, за подобро здравство и за се нешто што ќе ни донесе убава 2023 година, што би рекла јас, многу повеќе насмевки во неа, радости и да зборуваме за срекни мигови, заради тоа што на крајот на животот само спомените се оние кои што ни остануваат. Добро вечер кому и срекна нова година. Значи, веќе може да прочитате или знаете, неколку пати повторивме која е темата. По кој настан ќе остане запаметена 2022 година? Неколку опции се во игра, па да видиме кој е вашето размислување. Добро вечер кому? Добро вечер. Добро вечер. Поздрав многу до вас, сину. Јас сте лошо у војната у Украина. Рускиот народ си го брани својот народ. Дека до Македонија се го напаѓа. Мора така да биде. Не може Америка да изиграе српски полицајец. Европа кој е Европа ќе се одвои од НАТО. Како се биде Европа мога.
Една е друга, Америка живее по-добро. А сега Америка може Европа. Хода, плача, все, цяла оръжие. Овие са мързимото си. Овие са народ. Овие само да смърши. Овие само да смърши. Това аз питам нека. За да знае хубаво правенство на оката човек. Добро беше, супер беше. Това трябва така да видя. Трябва да собствени овой народ. Ходите нема. Те правят добро. Ходите да заманат. Да се мочу. Одучи. Народът войни. Стева войни. Видиш, свобода. По-добро. За народ да види по-големи пари, по-големи повече храна. Да се произведу. Така е може. Добро, ви благодарам за ова ваше излагање. Остануваме и натаму на линија. Ова е второто издание во оваа 2023 година на Црвена линија. Јас сум Кате и сум само замена на Тина да се договориме да не останат некои нејасни работи. Ве прашуваме по кој настан ќе остане запаметена 2022 година. Неколку опции во игра, некако ако зборуваме за тоа што води некако на скалата, тоа е војната во Украина. Според вашите досегашни размислувања и излагања, ајде да видиме што ќе биде размислувањето на следниот наш гледач. Добро вечер кому и среќна нова. Добро вечер, среќни празници, живи и здрави. Другото ќе го издржиме како и секогаш. Така. Мислам, ние сме таков издржлив народ. Се гледа дека кај нас све се издржува од крајност до крајност. Така да ја мислам дека ова година буквално за мене и многу мои блиски и пријатели, како да кажам и комши и све, ќе биде позапаметена по скапотијата. Затоа што народот е толку огорчен, струјата отиде у амбис, да не зборам за производите прехранбени, народ се бори за една екзистенција, за да помине, како викаат, народно купи ден помини. Така да мислам дека народот и ова војната е точно. Мислам, меѓутоа, директно што нас не удира, тоа е скапотијата, посебно струјата, да речам. Така да мислам дека по тоа многу народ, нека ќе онака, никој пат не може да го заборави ова што се случи оваа година во врска со цени, лекови, да не набројувам нормално, и струјата е број 1, да кажеме сега. Значи како најдува... Може ли само нешто да ве прашам, дали има никакви намалувања? Ветија луѓето? Какви намалувања сега за празниците, све е повеќе поскапено, да ви кажам. Сега може ќе има после празниците. Меѓутоа, знаете како трговците тријат раце од секој бутака, било за празници. Така да кај нас, за жал, место тогаш да се намали секој да може, кај нас е обратното. Тоа е жалосно, меѓутоа... Така е, не научивме никако. Не земаме примери од другите земји, примери за некои празници кои што се слават исто така кај нас и кога луѓето си помагаат или си подаваат рака, како нели велат тогаш, дека можеби треба да не искусиме повторно да имаме, да речеме, костени од 200 до 250 динари, како што тоа беше минатата година, колку што се сеќавам, кога дел од луѓето и не можеа на трпезата за бадник да имаат костени, да речеме, варени, и тоа барем шака, барем една шака, нели една рака костени. Добро вечер кому, среќна нова година, и пошто вие велите дека ќе остане според вас запаметена 2022? Добро вечер. Добро вечер. Среќна нова година. Среќна и вам. Благодарам. 2022 година не сакам да бидам негативен, значи ќе биде запаметена по светското првенство во фудбал во Катар. Супер, фала ви. Да, значи сите овие други тешкоти, негативности, тие ќе поминат, ќе ги надмине човештвото и ќе ги заборавиме, а кој ќе преживее, ќе раскажува. Сакам да кажам зошто реков првенството. Заради тоа што таму непристрасно е на фудбалскиот терен и се виде што е насоката на светот, во која насока се движи. Значи, прво, умење, знаење, труд и резултати од работа. Заради тоа, многу светски држави во фудбалот што беа меѓу фаворитите, испаднаа дека не поминуваат баш туку така, него се појавија некои нови клинци
и покажаа дека многу се труделе, многу се мачеле и покажаа резултат и заради тоа имаме таа состојба. Мене тоа Може ли многу само ме да ве прашам, за кого вие навивавте? Знаевте ли дека на почетокот Аргентина е Не, апсолутниот ја фаворит? знаев по секој случај дека тие ќе биде некој, сепак тие имаат предност со искуство и традиција, Аргентина или Франција, но ме изненадија афричките држави, Така е. овие помалите Хрватска и така натаму, значи има надеж во оваа младина. Ви благодарам за јавувањето и искрено од мене благодарам што една од темите за која што можеби посакувам да биде повеќе на муабет или нешто пошто ќе биде запаметена 2022 година, да биде или дел од оние муабети ваши е светското првенство во Катар. Малку позитивно на почетокот на оваа 2023, но изборот на 90 ваши секунди е само ваш. Добро вечер кому кој ни се јавува, всушност не мора да ни кажете кој се јавува, а јас сакам да ви посакам среќна нова. Го слушам својот глас во фон, затоа ве замолувам да го намалите својот ТВ приемник и да зборуваме на телефонска слушалка. Ало? Сега ве слушам. Така, значи, вака настан за 2022 како негативен настан да го држувам војниот судир во Украина. Значи, али изгледа ми неизбежно било да се случи, така да тоа е како настан на годината за мене, зборам за надворешно. Значи. А што се однесува внатрешно, имаше повеќе во низа настани кои беа како непристојни предлози, најпонижувачки настан за држава, пак ќе кажам у негативна конотација, е на тој Валтер Штајнмајер понудата да станеме бугари, отворено јавно у парламент, што ни го кажа. Значи, човек со такво, да речеме, реноме, звање, толку безобразно и ниско, со таков безобразен предлог да ни се изјасни, бога ми не ми се допаѓа. Има ли нешто позитивно што може да ни кажете? Од светот и кај нас? Година како година што сме си ја изживеале е успех сам по себе. Значи, сме чариле една година плюс в животот и се надеваме дека ќе чаруваме уште баги. Така да имало и убави настани, али претежно за жал сме нападнати со негативни настани. Така е, да. Добро, за жал немавме доволно време да ни ги кажете можеби некои од позитивните настани кои што ќе остана запаметени според вас и одбележале она што година која измина 2022-та. Значи ве посетувам, имајте во предвид дека 90 секунди имате време во кое што вие ќе го кажете својот став во однос на вашите црвени линии. Нашето прашање е по кој настан ќе остане запаметена 2022 година во светот, можеби по кој настан ќе биде запаметена во Македонија. Добро вечер кому и среќна ви нова. Добро вечер. Добро вечер. Среќна нова. Среќна и вам. Ева, пошто ќе паметам 2022 година. Да. Во негативна смисла. Што и после најмалку 20 години двете партии СДС и ВМРО не се свестија дека државата ни ја продаваат на трети партии. Само по тоа ќе ја памтам. Ова беше краен момент. Краен момент да се свестане големите партии што работат. Прво ние ја продадовме државата на трети партии однапред. Ни Бугарија, ни Грција не ни се важни. Никако не ни се важни. Јас ги поздравувам кога гледаат тие овдеки слепци од партии, водечки партии, што да не барат? И малце ни барат, уште треба. Чудесна држава. Дали може едно подпрашање, јас се извинувам само што ви користам од времето. Нема да прашувам за која политичка опција сте, но дали оној кој што е од спротивната всушност политичка опција би му подале рака? Вие како граѓанин едноставно да кажете, еве од сега нема да се расправаме за политика. Да. Да, тој е председател на Република
Али Ахмети е председател на Република Македонија. Рековме ќе ви исклучи црвената линија доколку потребуваме имење и презимења. Сакав да го слушам ставот само. Да. Јас многу се извинувам, но еве уште еднаш подсетување за оние кои што не биле досега на црвената линија, на оваа линија на Телма телевизија, нели, во овој миг кога можете сите вие да ги кажете своите ставови во 90 секунди, да ве замолам да заборавиме на покажување со прсти или вперување кон некои луѓе кои што не се во мигов овде во студиото и немаат можност да го кажат својот став или да се одбранат или да кажат нешто нели во свое лично име. Затоа останува прашањето по кој настан ќе остане запаметена 2022 година во светот. Според вас, можеби смртта на кралицата Елизабета II, војната во Украина, можеби енергетската криза, инфлација, стоп или крај на COVID-19, можеби светско првенство во Катар. И што е она што мислите дека во Македонија ја одбележа или пошто треба да остане запаметена 2022 година? Веќе знам дека имаме некого на црвената линија и не чека и пред него се неговите 90 секунди, а јас само да ви кажам добро вечер и среќна ви нова. Дали сум на линија? Да, вие сте, повелете. Благодарам. Па вака, ја ќе ви кажам моето размислување. Толку многу настани има во претходната година, што стварно тешко е да се одлучи човек кој настан да го прифати и кој настан да го образложи. За мене најболен настан е војната во Украина. Тоа е светски проблем, значи не само на украинците и русите, но тоа е светски проблем кој што стварно значи ги закрвави народите, донесе многу жртви, донесе големи материјални штети кои тешко можат за во наредните 100 години да се обноват. Овдека не војува Русија против Украина, овдека Америка и незините сојузници војуваат против Русија. Ова е само начин како да Америка се спротистави на Русија и на некој начин фактички сето наоружање, сета техника, сето умење во стратегија е од страна на Америка префрлено на украинците, затоа што они не смеат како членка на НАТО, не смеат да учествуваат во војна која што не ги засега членките на НАТО. И затоа овдека, фактички Русија го докажува својата моќ, својата сила, овде Украина ја докажува својата борба за слобода, својата желба да ја ослобода државата, и одека кој е виновен нема да кажам, кој е во право нема да кажам, но нека им е слава на оние кои погина и од едната и другата страна. Да. Во право сте, на крај народот најмногу пати и страда, има жртви голем број. Мислевме дека се ќе заврши многу брзо. Беа насоките дека ќе биде тоа неколку дена, па неколку недели, па ајде неколку месеци, и стана многу месеци и многу жртви. По кој настан ќе остане запаметена според вас, драги мои, 2022 година, настан од светот? Ни ви нудиме неколку опции, ваше изборот. Смртта на кралицата Елизабета II, можеби војната во Украина, енергетска криза, инфлација, крај на COVID-19, можеби светско првенство во Катар. И што е она што во Македонија треба да биде во 2022 година запаметено? Или пошто вие ќе паметите годината по некој од случувањата во нашата земја? Добро вечер, комо и среќна нова. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Јас сум на линија. Да, вие сте на линија, имате пред вас ваши 90 секунди. Се надевам дека го знаете правилото. Да. Ама ево некој друг се јавува. Не се јавува никој друг, вие сте и одлично ве слушаме. Дали сте тука, господине, дали не слушате? Да, ве слушам, добрамерен гласов. Можете да почнете со вашите 90 секунди, повелете. Не знам зошто. Јас сум од Охрид. Ќе ви кажам по кој настан сте запаметени 2022 година. Сега нешто има некаков прекин, ја не ве слушам. Не слушате? Сега ве слушам. Повелете. Веќе течат секундите, имате околу 34 секунди уште, па повелете.
Не знам како да ви помогнам, освен да ви кажам дека да знаете дека најпаметно е да го намалите својот ТВ приемник заради тоа што дупло не слушате и тоа создава проблем и во тоа кога сте вие на линија и во тоа дека секундите ќе ви отидат како што впрочем отидоа секундите 90 на нашиот претходен гледач, но црвена линија е отворена и за сите оние кои што во мигов вртат да ни кажат кој е според нив во 90 секунди настанот кој што ја одбележа 2022 година. Неколку наши опции како предизвик нели за вас, па ваша е одлуката што ќе ни кажете. Можеби смртта на кралицата Елизабета II, можеби војната во Украина, можеби енергетската криза, инфлација е она што ја одбележа 2022 година, па сите ние некако и го видовме и го осетивме тоа и на свој грб. Крај на COVID-19 и дали е вистински крај. Светско првенство во фудбал во Катар. Уште едно подпрашање на сите овие прашања кога сме кај Македонија. Дали во Македонија во 2022 година се случи нешто за паметење? И секако имаме и анкета. Дали 2023 ќе биде година на мирот? Социјалните медиуми се тука. Ваше изборот да ни одговорите со да или не, а ние при крај на ова издание на Црвена линија второ за оваа 2023 година ќе ви ги кажеме и резултатите какви се тие. Што велите вие на социјалните медиуми? Значи, прашањето за сите вас е по кој настан ќе остане запаметена 2022 година? Ако ме прашувате мене, јас сепак би се одлучила за светското првенство во Катар, иако само еден или двајца од вас позборуваа конкретно за него. Ако зборуваме за тоа за кого навивавме, секако не знаев кој ќе победи, но сакав некако да биде тоа тимот, односно репрезентацијата на мојот омилен Меси. Тоа и се случи. Не сум љубител на обложувалници, всушност не смеме да ги споменеме, ама чисто колку нели информативно за жена и да отидев, не знам што ќе направев и дали ќе добиев нешто заради тоа што нели треба да имаш и храброст за да погодиш или резултат или да посакаш можеби како навивач само да победи твојата омилена репрезентација. Секако тука бе и навивањата за Хрватска. Хрватска стигна многу далеку, некако го покажаа својот тимски дух, ето колку што јас знам фудбал, еве го некако моето мислење додека ве чекаме вас. Имаме уште 15 на минути пред нас, 90 секунди за сите оние кои што ќе ни се јават и ќе ни го кажат своето мислење. Добро вечер кому или господин или господја, секако и срекна ви нова година. Дај Боже да има многу повеќе радости и насмевки, 90 секунди ваши, а вие да ни кажете по што ќе остане запаметена 2022 година според вас. Добро вечер. Добро вечер. Поздрав до возителката, поздрав до телевизија Телма и сите гледачи на Република Македонија. Поздрав. На мене 2022 година ќе биде запамтена по една убава вест. Јас у спортот фудбал го гледам од 74 година наваму. Супер. Но најмногу ми задова победата на Македонија против Италија. Да, супер. И се надевам за светско првенство. Не успеавме тоа сега толку можеме. Да. Туку здраве друг пат. Друго по сиромашија ќе ја запамтиме. А трето, најмногу ќе ја запамтиме по тоа што добивме чист македонски јазик. Значи, од млади кажа дека чист македонски јазик. Јас се одамна ги поминав моите половина век. Јас досега не знаев на кој јазик зборувам. И сега не знам на кој јазик говорам. И сега дали ќе се воведе, например, некој курс по македонски јазик, бидејќи ние до сега сигурно лаевме, не говоревме, сега почнапе од оваа година да говориме на чист македонски јазик. Но не ми е јасно ние зашто одеме на школа, на кој јазик учевме. Тоа ми е на мене како че најмногу ми е нешто интересно во државата. Значи по тоа, а иако за друго година си беше добра, малку сиромашество има пандемијата завршена, тоа се најмногу радуваме. Значи сега сме може да кажам слободни, додека со масти друг беше животот. Значи добро е, дај Боже таа година сега да биде уште подобра, тоа што поминало да го забораваме, бидејќи сепак сме луѓе, сега сите се надеваме на подобро. И секој пат надежда е на прво место. Ви благодарам, господине, и за вашето мислење.
беа ова муабети во една друга конотација, кој разбра, за сите останати, може би во некоја следно јавување да си докажете нели на што тоа алудиравте околу чистиот македонски јазик. Остануваме и ние и натаму отворени за вашите следни јавувања и мисли и размисли во 90 секунди за тоа што ја одбележа годината која што ја испративме веќе. Минатата сабота, значи ги живееме првите денови од 2023 година. Добро вечер, кому среќна ви нова година и што е она што според вас ја одбележа минатата година? Добро вечер. Добро вечер. За мене ја одбележа војната во Украина. Еве зошто. Украинците први на Македонија 2001 година ни помогнаа со два хеликоптери, два пилоти и секое нешто што можеа да ни помогнат, ги жалам. И не оправдувам војната таму. Меѓутоа, тогаш албанската популација пробаше со дрвја и камења по ним зашто ни помогнала како на македонци, ако се сеќавате. За денески да многу му е жал на Бујар Османи и на целата таа албанска популација. Ја одбележувам и по друго, ги жалам ВМРО и СДС, што се уште немаат памет да се сдружат и да ја продават државата на трети партии. Не лутете се што кажат председател Прески на Македонија, не случајно кажав му наводници Али Ахмети си е. Со се командува, со избори, со се. Па, вака, ако некој сака избори, како што правеше Груевски, евете избори. Ако се толку сигурни, евете избори. Па, пак нека си видат тие. Што го мачат народот овие што се сега од власта? И без разлика кој бил. Не сум за ниједна партија, не ме интересира. Сум видел, не аир во смисол на корист, и од ВМРО и од СДС. Никако да се соземат да мисла со влата дека ни ојде до државата да вајчи му на трети партии. Ви благодарам за јавувањето, ви благодарам за изнесените ставови и повторно ќе ве замолам, доколку се слушаме, доколку не слушаат сите следни гледачи, ако може да не биде тоа вперување на прст кон некој со име и презиме. Така би било најлесно и за нас како медиум и за вас како некој кој што го изнесува своето размислување. Мислам дека сме доволно мокини со користењето на својот јазик да ги кажеме своите размисли, а темата која што нели ви ја предложивме, а ваше изборот по кој настан ќе остане запаметена 2022 година во светот и во Македонија. Добро вечер, кому и среќна нова. Добро вечер. Добро вечер. И убава вечер да се имате. Убава и вам. Вак, 22 година ја паметиме ние по многу лоши настани. Мислам дека таа треба да се заборават тие лоши настани, моделарната амбуланта во Тетово што изгореа луѓе. Па имаше короната две години, сега војната во Русија, помеѓу Русија и Украина, што јас сакам да ги заборавам сите тие настани лоши. Па имаше во парламент, имаш повуци потегни, се препуцава едни, не може никаква одлука да донесат, нефункционален ни беше законодавниот дом. И по што ќе паметиме убаво? Меѓутоа, на крај, добивме еден убав резултат што нашата братска Хрватска, Кроација, освои трето место на светското првенство. Таја ни ја осветли, сето тоа ни го осветли за мене. И јас сум горд, затоа што се осеќам дека сум бил југословен и бев во времето, не ги кријам, 61 година имам. И таја, мислам дека Хрватска нас не побуди на добра насока. И немам друго што пофални зборови да дадам освен за нив. Модрич како капитен што ја водеше Хрватска да ја водите и понатамо и успех да имаат и секогаш напред да одат. 23 година ја посакувам на Република Македонија. Да. За жал, не ги слушнавме вашите посакувања, но отворени се линиите да продолжите и во нови 90 секунди да го кажете своето размислување за тоа, но убаво беше ова подсетување на тоа дека
Никоја мала Хрватска беше трета на големото светско првенство во Катар. Навистина пријатно изненадување, ако зборуваме за тоа дека некогаш сме живееле во иста земја и дека многу заеднички спомени се уште се тука и може да ги раскажуваме, особено по старите или повозрастните, тогаш радоста е навистина оправдана. Добро вечер, куму, срекна нова и пошто според вас ќе биде запаметена 2022? Добро вечер, Македонијо. Добро вечер. Прво да си спомниме, вечервава и утре Свети Наум Охридски, наш македонски чудотворец, великан на наша македонска историја и на цело православие. Да не заборавиме, Свети Наум Охридски чудотворец, да не заборавиме, два настани големи, кои се заборавени за жал. Две канонизации, две прогласувања на нови наши македонски светители, Свети Кирил Печинович Лешочки и Свети Јоаким Крчовски. Слава на Бога што бев на тие два големи возвишени настани, да прогласиме два наши македонци врвни личности за светители. Друго, трет настан, победа на наша македонска фудбалска селекција врз светскиот првак, тамо колку 4-5 пати беше Италија, на незин терен. Германија победивме 2021, исто светски првак на незин терен. Португалија за малку беше чекор, бевме до светско првенство, но некои тоа забораваа. Најбаре не живеат во Македонија, па за и ја сакам Хрватска да биде светски првак, но пред се ми мила Македонија. Иако некои од тие што сега навиваат за Хрватска, 91-2 година се радува, оти таму имаше бомбардирање врз Хрватска, ма се вртат луѓето, вртикапи се. Сега за Украина, жалам се таму војна, ама проруско раководство ни помогна во 2001 година. Да, за жал, господине, немавме можност да го дослушаме вашето размислување. Што е она што не очекува според вас, може би во 2023-та, ако добро ве разбрав, но се надевам дека ќе ни го слушне советот, па ќе биде концизен во своите размисли нашиот следен гледач. Следни 90 секунди се само ваши. Добро вечер и срекна нова. Го слушам повторно својот глас во фонија. Фонија ќе ви создава, ќе не можете убаво да зборувате, затоа намалите го својот ТВ приемник за одлично да се слушаме во слушалка. Дали ми го послушавте советот? Да. Дали се слушам? Да. Ве слушам, повелете. Чекај, имаше еден пред мене, сега да сме заедно. Не сте заедно. Одделни 90 секунди за секого, повелете. Ај, маци, за таа еден мал одговор, иначе што памтам новата година, 2022 мислам ова што помина, најлошо, со секакви глупости од ова власт што не сака да даде избори, ако се сигурни да одиме на избори. Затоа е памтам и ќе памтам. Нешто инет немам видено. Мал контекст на тале што кажа и на тој другиот што епте не прецени Хрватска. Немам против спортот ништо, но нека се сетат сите моje годиште дека од Хрватска почна растурањето на Југославија, а после Словенија. А Италија да си го поздравам, малце да си прочита историја. Ве поздравувам да не... Да не доложите и да не одземате. Добро, да. Ајде, никому... На никој и на пенали е чиста среќа. Добро, тоа е ваше размислување. Тоа е чиста среќа, тоа не е игра. Тоа е на пенали е чиста среќа. Но и до пеналите требаше да се дојде до нив. Во ред, али без разлика. Јас мислам пеналите и јас да шутирам, може гол ќе поставам. Може би. Не бендишува само од игра, 90 минути и продолжение 2 пати по 15, каде што за Аргентина немам збор. Нонсенс. Тоа е игра. Да. Добро, ви благодарам за ова ваше изнесено мислење. Хрватска многу се прецени, да ви кажам право, па су доволена. Добро. Ето тоа... И не се добрива, во Италија е победник, па што? Така е, да не заборавиме, ние една голема Италија ја победивме и зошто не, како велите вие, за малку ни побегна нели победата и против Португалија, за да славевме и ние никаде за првото одење на светско првенство во фудбал како Република Македонија. Добро вечер, за кого всушност не ни треба име и презиме? Добро вечер, ќе видиме дали... Ајде, добро вечер и добар ден на кој му е видело, нека му биде добар ден, нека е среќна годината нова. Среќна и вам. Една
мала Македонија се остана од големата Македонија. Еве сега ние овде колку толку се трудиме да се бориме да ја спасиме, да го спречиме уништувањето, разорувањето на Македонија, пошто Македонија е пред разорување, а 2002 ја памтам само по тие разорувачки работи што во Македонија владетелите наши тронка македонщина не покажа нашите владетели. Сите наши владетели, и македонски и немакедонски, тронка човечност не покажа за спас на Македонија. Не македонски да преговараа со Бугарија за да се распаде Македонија, но Бугарија тоа го дава, а не да спасат Македонија, Бог да чува и да брани. И затоа оваа наша нација македонска што остана во оваа, да речеме, мала сега веќе Македонија, ќе апелирам до сите, пошто илјадити пат може би јавување по телевизија или не знам колку или не, во 25 години, да речем и 30, и апелирам да се сплотиме, меѓутоа овие партије ниедна не сакаат да се сплотиме. Него сега да се сплотиме, да побараме избори и да побараме една изборна единица. Да се сплотиме под капата на сонцето македонско, да направиме на македонска сончева топка. Инаку по овие партии, движења, здруженија, ќе не снема еден поеден како кучиња. Не беше ово убаво за слушање, но некои од размислувањата се за жал такви. Сега е време за реклами, а пред крајот на ова издание второ за оваа 2023 ќе видиме и како стоиме во однос на анкетата. Да, и на крајот на ова второ издание за оваа 2023 година немам повеќе време, освен да ви кажам како стоиме во однос на анкетата. Ви благодарам нели што бевте дел од неа. Дали 2023 година ќе биде година на мирот и замислете пола-пола. Да, 50%, не 50%. Значи, останува да видиме што ќе ни се случува се во 2023 година. Се дружиме ние и утре, а до тогаш секако ви благодарам што и денеска бевте во ова второ издание дел од Црвена линија и секако бидете со нас и по вестите нели во 15:30 и утре во новото издание трето за оваа 2023 година на Црвена линија. Довидување и останете на Телма.